Владеачката ВМРО ДПМН е во опозиција со максимална поддршка на Сојузот на синдикатите на Македонија за зголемување на платите. Ветувањата мора еден ден да ги реализираат, тој ден не да доаѓа, туку е поминат, нема бегање од тоа. Нивна е одговорноста, тие се продуценти на кризи, не можат да се справат со кризите, затоа ќе им се случува ова што ќе им се случува. И го превзедовме тој ризик, свесни дека можеби ова наше доаѓање тука ќе го протолкуваат како политизирање на вашиот настан, што апсолутно го демантираме, бидејќи и ние сме представници на народот. Поддршка стигнуваше од партиското седиште. Ја обвинуваа тогаш владеачката СДСМ дека го одбија амандманот на ССМ за повисоки плати. ВМРО ДПМН нема да запре тука и повторно пратеничката група комисиски ќе поднесе амандман за да може сите вработени во јавниот сектор да добијат по 2806 денари зголемување на платата. Но, сега кога се на власт, ВМРО ДПМН е во отворена војна за рушење на председателот на ССМ Слободан Трендафилов и кредибилитетот на Сојузот на синдикатите на Македонија. Сојузот на синдикатите на Македонија веќе нема кредибилитет. СДС потврдија дека го координираат синдикатот. Слободан Трендафилов е лице кое и должи на СДС за незаконското поставување на позицијата председател на ССМ. Слободан Трендафилов подолг период не ги одразува идеите и потребите на работниците, туку на СДС. Со напади барем еднаш неделно излегува и поранешниот председател на ССМ Живко Митревски. Си го бара председателското столче назад, столче кое беше резервирано за него во времето на екс-премиерот Никола Груевски. Бара владата да не преговара со ССМ. Доставивме ние барања, ги доставивме доказите во кои јасно се потврдува дека господинот Трендафилов не е легитимен председател. Нападите кон Трендафилов се директни од колегите од Конфедерацијата на слободни синдикати. Денеска пак стигнаа и лично од премиерот Мицкоски. Трендафилов пак најави протести и обвини дека ВМРО ДПМН сака да стави функционерска чизма на работникот. Јас лично како Слободан Трендафилов не знаев дека сум толку јак да обединам цела опозиција, да застане позади мене, да поддржи зголемување на платите на работниците, а од друга страна партијата на власт да се плаши од еден човек на кој планира да му скине главата. До крајот на месецов треба да се донесе заклучокот за минималецот кој најверојатно од март ќе се зголеми за 1800 денари, ќе изнесува 24.400 денари, а не 500 евра како што бара синдикатот. Владата веќе се изјасни дека не прифаќа да ги субвенционира придонесите за минималецот да порасне на 500 евра.